svoj da ne spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Som nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke krivi Mir vam, Tatko nebesen, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemlja ta. Levot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovede go iskušenije, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, i sila ta, i slava ta, vo site vekovi, i vo vekovi. Amin. Poslanie na apostol Pavle do Rimljanite, 3. i 4. glava, koja otvara nekoj prašanja za to što znači hristijanstvo to, što je Isus Hristos koji se izbranite, što znači da se bide hristijanin. 3. glava poslanie na apostol Pavle do Rimljanite, koja je prednostan na judejcite, ili koja je polzata na obrezanje. To deneska znajeme дека ima антисемитизам, омраза кон евреите, од една страна дека го владеат парите, дека го владеат светот. И од друга страна, сатаната прави раздор, бидејќи во Светото писмо добро пишува, кој ќе крене рака на избраниот народ, ќе се исуши како тревата. Но има и стихови во Светото писмо кои, ако не го разбирате доволно контраверзни, има стих Сатанската синагога. Сатанска синагога на евреите кои велат дека се евреи, а не се. Значи ние не зборуваме за географија само. И со земно времето кој зборуваме за метафора, евреи не човек, избран од Бог, а кој Бог му се објавува, за да им покаже понатаму, како ќе видиме на сите луѓе. Значи, која е предноста на евреите, како да го изберат Христос, на сите луѓе да им покаже како да врват по Христос, но дојде кај своите Исус и своите не го познаа. Која е предноста на јудејците и која е ползата на обрезанието, значи Отецот Небесен, кога им се јави на Аврама и му кажа дека ќе биде голем народ, избран народ и дека Сара, ако неплодна, ќе роди по 100 години. На крајот им вели вака, но тој не издржа. Значи, после извесен период, Сара му вели, ајде легни со слугинката Агара, може би тоа сака Господ и тој го прави Исмаил. Справи сина, потоа Господ вика, сега ќе добиеш син и ќе се нарече Исак. Исак кој е впишан во телесниот род, во земниот род на Исуса Христа. Секој машко дете кога ќе наполни прва книга Мојсеева, 17 глава 12 стих, секој машко дете, тоа му вели Господ на Аврама, ќе наполни 8 дена по раѓањето низ целото ваше потомство, низ целото ваше потомство.
да биде обрезано, и роб роден во вашиот дом, и оној што ќе биде купен од странец, а не од семето твое, со обрезание ќе се обреже робот во твојот дом. И видите понатаму што вели во 14 стих 17 глава, 1 глава Мојсеева, а необрезаното машко на кое не ќе му се обреже крајче од телото негово во 8-миот ден, да се истреби од родот свој, таквиот го наруши заветот мој. И понатаму во 26 стих 17 глава 1 Мојсеева, во истиот ден беа обрезани Аврам и син му Исмаил. Аврам и син му Исмаил. Значи тоа е знак. И потоа Исус доаѓа кај евреите. Нели оној стих, дојде кај своите и своите не го познаа, и тие го распнаа. Значи дојде Исус да направи нов завет со својата крв. И тие продолжуваат да се обрезуваат, а обрезувањето е знак да те подсети кому му припаѓаш, бидејќи израелците на почетокот многу грешеа. Значи имаме знаци кои Господ ги дава. Например, потопот на Ное, на крајот после потопот кога заврши, тој му дава знак, виножито се подпишува меѓу небесата и земјата дека нема повеќе да го уништува светот со потоп. На Аврам му дава знак да се обрезува. Тие денеска се обрезуваат, а не го позна Исуса, дури и муслиманите кои се поисмеал од слугинката Агара за робство, како што пишува овде. Се уште поробени од сатаната. Тие се обрезуваат. Значи обрезувањето е знак. На Мојсија пак му дава друг знак. 10 Божји заповеди. И повеќе знаци. Морето се трга за да поминат по суво. Стапот се претвара во змија, вода во пустината, мана во пустината. 10 Божји заповеди на камен. И потоа преку Исуса дава друг знак. Друг завет. Нема потреба од камени плочи. Нема потреба од обрезување, од надворешни телесни обреди, туку обрезување во срцето. Голема на секој начин е предност на јудејците, пред се што ним им се доверени Божите објавувања. Има еден стих кој вели, кому му е многу дадено, многу ке се бара од него. Има, не барајте мнозина да барате, да бидете учители. Поголемо судување ќе добиете. Па што ако некој не поверувале? Значи евреите не поверуваат, денеска велат, ние ги имаме Мојсе и пророците. Не ни треба Исус. Интересно. Дали нивната безверност ќе ја уништи Божјата верност? Никако. Доволно е да се признае, нека се признае дека Бог е вистините, а човекот е лажлив, минлив, како што е напишано, за да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да победиш кога ќе ти се суди. Зашто е пишано на неколку места по зборовите твои, ќе бидеш осуден кога ќе признаеш дека Бог е се и ти си зависен од Бог. Ако пак нашата неправедност ќе истакнува Божјата праведност, што би можеле да речеме тогаш? Дали е Бог несправедлив кога се гневи, говорам како човек? Интересно, ние мислиме дека Божјиот гнев, а суштински тоа е законот, старозаветниот закон, око за око, зап за зап. Се оно што ви го прават вам, правете им го вие. Со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Затоа што кога ви осудувате други, не простувате, не си простувате себе си, се судите самите себе си, се што правите на другите ви се враќа вам. Ако пак нашата неправедност се истакнува, значи дали е несправедлив Бог кога се гневи? Бог никого не суди, него го суди, го осудува неговата похота. Човекот, наместо да го избере Бог, избира да живее без Бог и тога живее во проклетство. Односно, нема Божји благослов и мора со своји сили да се мачи. Никако, зашто како Бог ќе може да го суди светот. Мојот Бог е долготрпелив, добромилостив и тој е љубов. Тој не се гневи, ние ги примаме последиците и причината и последицата на нашето неразумно однесување на живење без Бог. Зашто ако вистината Божја се возвеличува преку мојата несовршеност, мојата лага, вели овде, преку несовршенството и гревот на човекот за славата негова, тогаш како можам да бидам осуден како грешник?
Тие размислуваат земски, значи ако сум јас грешен, Бог е праведен, тој ќе ми прости, да. Зарем тогаш не би требало да правиме зло? Апостолот Павле им зборува на римјаните за да излезе добро. Оној кој знае да прави добро, а не прави, е греф. Тоа е пишано во Светото писмо. Ако го читате и се држите со него, словата ќе оживуваат во вас во одредени ситуации кои ќе се случуваат во земново време, во световново, каде што ќе ви искушува сатаната и неговите демони. Вие ќе добивате стихови за pouка и патокази. Впрочем, така хулат некои луѓе на нас велат дека така учиме. Тие се справедливо осудени. Не така пише во Библијата: победи го злото со добро. Надвладај го злото, победи го злото со добро. Па дали имаме некакво предимство, ни најмалку, тој сега им зборува на евреите, зашто веќе ги обвинивме како јудејците, така и елините. Значи, представниците на царството на Александар Македонски, да не заборавиме дека Новиот Завет е пишува на царскиот јазик на Александар, кој не, што денеска го именува науката синонимно како грчки. Како што е напишано, значи ние веќе ги обвинивме и како јудејците, така и елините. Како што е напишано, нема ни еден праведен, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Нема ни еден праведен, нема разумен, нема кој да го бара Бога. На Исус еднаш му велат: учителе добар. И тој им вели: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Покорете се на Бог и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија, заедно станаа развратни. Нема кој да прави добро, нема кој да прави добро освен Исус. Исус е златен. И еве го оној стих познат, го игравме со пред театарот Скрбите 96 година, каде што апостолот Павле покрстуваше македонката Лидија. Значи, театар место за средба за Бога, тоа значи зборот театар место за гледање. 96 грлото нивно отворен гроб, со јазиците своји мамат, под јазиците нивни змиски отров, устата нивна е полна со клетви и горчина, и затоа живеат под законот. Нозете нивни се брзи за пролевање крв. Пустошење и маки по нивните патишта. Тие не го познаа патот на мирот. Страв Божји нема во очите нивни. Тие не веруваат дека има Бог, дека има Отец горе на небесата. И кога немаш татко, ти мислиш дека нема никој да те казни за гревовите. Човекот има демонска природа во себе. Не мора да го научиш кој ќе му удри некој еден шлаканица, кој ќе го краде да му врати за инат. Погледнете ги децата. Она што треба човекот да се учи да љуби. Божјата љубов да дојде во него. Божјата љубов. И кога ќе пребива во него Божјата љубов, тој ќе се усовршува во љубовта. Знаеме дека се она за што зборува законот се однесува на оние што се под законот. Законот се старозаветните книги на евреите и 10 Божји заповеди, за да се затвори секоја уста и така целиот свет да стане виновен пред Бога. Бидејќи никој не можеше да ги издржи, не можеше да се оправда, постојано луѓето мора да носат грлици, да колат крвни жртви, да се прскаат со крвта. Старозаветно денеска некои религии прават крв, дури во православието се прави така наречен курбан, наместо се прави курбан, како што мислат тие тераат старозаветната традиција пред да се појави Исус, како што овие се обрезуваат се уште, а Исус дојде. Нема потреба повеќе од обрезување. Зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот и затоа го прати Господ, толку го возлюби светот, го прати Исуса Христа со својата крв да не откупи, да не правиме повеќе крвни жртви. Но тие дојдека и своите не го познаа и се уште се обрезуваат. И се уште зборуваат за Мојсей и пророците и за законот. И тие велат: ние ги имаме Мојсей и пророците, не ни треба Исус. Интересно. Дали ви имате уво да го слушнете Бог и очи да го видите и срце да се покајате, Божјата праведност. А сега независно од законот се јави Божјата праведност. Посведочено од законот и пророците, тие сведочеа дека ќе се јави Месија, но тие не го познаа. Божјата праведност е преку верата во Исус Христос, е во сите и врз сите оние што веруваат. Има еден дар на вера во Коринтијаните.
dar na vera, dar na znanje, dar na razlikovanje duhovi, dar na prorokovanje, dar na isceluvanje, dar na zboruvanje jezici, dar na tolkuvanje, dar na mudrost, dar na znanje, dar na vera, zašto nema razlika, site zgrešija i lišeni se od slavata Božja. No ќе бидат оправдани преку дар со Божјата благодат, а преку откуп со Исус Христос. Значи Исус Христос дојде, се овоплоти во тело, спуштен ангел, како што беше и свети Јован Крстител, ангел, ете јас го праќам мојот ангел, ги зеде сите гревови на светот, го распна, и твоите гревови ги зеде, ја пролеа својата крв, не откупи, не освети, ја победи смртта, го победи сатаната, не оправда како никогаш да не сме грешеле, него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување своја преку верата, за да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови во времето на Божјото долго трпение. Значи на земјата е паднат сатаната со неговите демони. Ние доаѓаме во потоа Адам, првородениот човек, повторно прави грев, не го слуша Бог. Значи тоа ни ја покажува сликовито непослушноста кон Бог. Бог му вели, не јади од дрвото на познавањето на доброто и злото, ти ќе умреш. Тој јаде, умира и се враќа назад, станува повторно смртен. Исус преку вера ни ги откупува сите греови и тоа отпадна сатанска природа што сме се спротивставиле на Бог во нељубов и сме станале нељубов. И гревот на Адам кој не направи избор, Господ му кажа да не прави. Тој не слуша, непослушност кон Бог. За да ја покаже својата праведност во сегашно време, дека е тој справедлив и дека го оправдува секого го оправдува што верува во Исус. Значи, ако веруваш во Исус, ќе бидеш оправдан од своите гревови и се наоѓаш на патеката од син човечки телесен да станеш син Божи, да влезеш во духовна природа. Каде е пак пофалбата? Според кој закон таа е исклучена? Исклучена, дали според оној законот на делата, не туку според законот на вербата. Значи, дела според законот не може да се оправда со дела, вели законот. Значи, не може да се оправда со правење дела, не кради, не убива и не лажи, туку со дела на љубовта, зашто има понатаму стих кој вели, под делата ќе бидеме судени, под делата на љубовта, дали се кориме во Божјата љубов. Така ние заклучуваме дека човекот се оправдува со верата се оправдува без делата на законот, значи не се оправдува веќе по законот. Зашто со самата помисла е грев кога помислуваш лошо за некој. Има една, ако погледнеш жена со желба, ти веќе си извршил прељуба. Значи, кој не го љуби својот брат е човек убиец. Познати се тие стихови од нашиот Отец Бог кој ги напишал, а некој од вас не сте ги прочитале. Што сака Господ да ви каже, што ви порачува, како да останете во неговата љубов. Или можеби Бог е пак само на јудејците и не на незнабожците. Се разбира, тој е на незнабожците, тој мисли за претходно кога не го знаеа Христос, бидејќи еден е Бог кој ќе ги оправда обрезаните по вера, обрезан по вера и необрезаните преку вера, значи преку вера, а дали го укинуваме законот преку верата? Никако, тој се содржи. На едно место пишува во еден стих, љуби го својот ближен како себе си. Сите Божји заповеди се содржани во тие два и љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, но кој пребива во Бога, пребива во љубовта, и кој го љуби Бога, по прво Јованово е добро пишано, треба да го љуби и братот свој. Значи, законот уште посилно го утврдуваме преку законот на љубовта. А што би можеле да кажеме дека добил 4 глава од Римјаните, апостол Павле посланието, што би можеле да кажеме дека добил нашиот татко по тело. Интересно, нашиот татко по тело, Аврам. Во Библијата на повеќе места вели, никога не нарекувајте го отец. Значи, татко по тело, кате го татко по телесност е Аврам. Мојот татко по тело пред една недела се представи пред Бог и Господ ни даде да видиме слава ти, татко небесен. Умираше на постелата, се мачеше. Имаше некој застој при дишењето и изфрлаше крв. И ние се молевме со мојата сопруга. Положив раце и се молев за исцелување, ми се слоши и тогаш реков, татко мој, на Отецот небесен, ти го даваш и земаш животот, ти знаеш докаде е. И продолжив да се молим да го повикуваме Исус.
Тогаш мојот земен татко Томислав ги отвори очите. Значи беше истошен, измачен 3-4 дена, не ги отвори очите. Не погледна, па ги затвори. Па повторно ги отвори, ја крена главата нагоре. Ги отвори очите, се насмеа. И ние гледавме како Господ, душата негова, заминува кај Бога. Што во последните денови пеевме, направи покаяние, го избра Исус. Ние го знаеме тоа, но Господ го знае во срцето. Тој знае каде треба да оди. И пееше Христос воскресна од мртвите и последните зборови со кои ги размени со него, кога ќе дојдеш таму, кога се представиш пред Бог, кога ќе што треба да кажеш: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, Исусе Христе, помогни ми. Значи ги отвори очите, се насмеа и низ неговите очи гледавме радост Божија, Царството Божјо. И замина, и потоа нема тага, телото се враќа во земја, душата оди на суд кај Бог, и Бог знае кои луѓе се негови. Значи Исус ја победи смртта, го победи сатаната и неговите демони. Не откупи од смртта и нема потреба ти да ги носиш. Нема потреба да правите култ кон смртта, да носите храна на гробишта. Телото не е во гробот, во гробот е само едно гревовно тело, кое се враќа во земја. На повеќе места е пишано во Стариот и Новиот Завет, зашто ако Аврам се оправда со дела, тој заслужува пофалба, но не пред Бога. Впрочем, вака вели писмото, му поверува Аврам на Бога и тоа му се сметаше за праведност. Бог му вели на Аврам да го жртвува својот првороден син, не ке речеме второроден син, бидејќи и повторно Аврам немаше послушност, направи своје нешто. Легна, жената го натера да легне со слугинката Агара, бидејќи не му поверува на Бог до крај. И од него е Исмаел, и тој е татко на многу народи, исто така благословен од Бог. И денеска се тепаат Исмаел, повторно се осудир Исмаел и Исак, се тепаат физички. Сатана да ги поведе во сатански круг. Сите сме чеда на Бога. И Господ му вели да го жртва својот еднороден син Исак, тој го зема и го носи на ридот за жртвување. И синот му вели: татуа, каде е огнениот, каде е јарецот, што треба да го жртвуваме? И Аврам му вели на својот син, тој треба него да го убие, нели? Господ ќе пригоди и се појавува јарец. Значи, видите, Аврам се оправда со дела. И тоа му се сметаше за праведност. На оној што работи, платата му следува не по милост. Оној што работи за Бог. И што работи воопшто. Се што работиш, работи како за Бог, а не за луѓе. Туку по долг, напротив, онему кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот. Верата му се смета за праведност. Значи, човек може да го повика Бог. Бог е долго трпелив, многу милости, така ги прости на Ниневејците. Ке им прости и на Република Ниневеја, која денеска ја живеам. Така и Давид го нарекува: блажен оној човек кому Бог му смета за праведност, независно од делата, велејки: блажени се оние чии беззаконија се простени и чии гревови се покриени преку вера во Исуса Христа. Блажен е оној човек кому Бог нема да му смета за грев. Блажен е оној човек. Давид што направи? Легна со жената на Урија, дозволи да биде убиен Урија, го молеше Бог, Бог му прости, само го зема синот, првородениот син на жената, со жената на Урија, а потоа се роди Соломон и тој е родот на Исус Христос. Моите патишта не се ваши патишта, моите мисли не се ваши мисли, вели Господ. Саваот. А дали ова блаженство се однесува само на обрезаните или на необрезаните? Повторно апостол Павле им зборува на римјаните. Тие се уште се држат за Мојси и своите пророци и се тепаат едните со другите, бидејќи велиме дека на Аврам верата му се сметаше за праведност. Значи, ако веруваш во Бог и препушташ се нему, тогаш ти нема да грешиш повеќе. Кога му се сметаше, и сега тој му објаснува пред образование, или пред образованието. Видите, физичкото за Господ нема. На Господ не му треба ни обрезание, ни необрезание. Чисто срце создев во мене Господ. Тие се уште се образуваат, а Исус дојде. Каков абсурд. Дојде кај своите и своите не го видоа. И знакот на обрезанието го доби како печат на праведност. Дека се оправдани преку Бог, што доаѓа од верата. Од верата доаѓа. Која ја имаше пред обрезанието,
Значи тој поверува во Бог и тоа му се сметаше за оправдание. Му поверува на Бог. Имаше 100 години дека Сара ќе роди дете. За да биде татко на сите необрезани што веруваат. А и ним тоа да им се смета за праведност. И да им биде татко, семен татко, телесен татко, почеток на обрезаните, но не на оние кои обрезанието само го примиле, туку кои врват по стапките на верата, по стапките на Исус, значи да врвиш по патот на љубовта од нашиот татко Аврам пред обрезанието. Значи тој поверува, го однесе својот син, го жртвуваш и знаеш дека Господ ќе го воскресне. Господ дава животот, така и ние кога се молевме, воопшто не тажевме. Мојот земен татко почина, ги отвори очите. Се насмеа и никавме: Исусе, ти го даваш и зема животот, го предаваме во твои раце, ти грижи се, те сакаме, Исусе. И тој замина со радост. Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде ти е победата? Впрочем, ветувањето кон Аврам или кон семето негово дека ќе биде наследник на светот беше дадено не преку законот, туку преку праведноста во верата. Човек се оправдува во вера и ќе прави дела на љубовта, ќе чекори по Исус, зашто Исус вели: поучете се од мене, зашто ако можат да бидат наследници само оние што имаат закон, ти мислеше на евреите, тогаш и верата нема никакво значење и ветувањето е поништено. Зашто законот породува гнев. Како што пак нема закон, нема ни престап. Мојси донесе 10 Божји заповеди, тие направија златно теле и се уште го носат во джебот, се уште се врзани за овој свет. Зашто Израел, евреите не се историја и географија, туку се духовна состојба на луѓе избрани од Бог и водени од Бог, како што македонците и апостолот Павле со нувањето не се мисли на географија и историја, туку се мисли на човек што го повикува Бог. Затоа тоа е од верата за да биде по милост, та и ветувањето да биде заздравено не само по законот, туку и по верата. Вера за сите потомци Аврамови кои ни е татко на сите нас, телесен. Според напишаното, те поставив да бидеш татко на многу народи. Пред Бога, кому тој му поверува, кој ги оживува мртвите, Бог ги оживува мртвите и го повикува да суштествува, она што не суштествува. Интересно, потомците на Аврам, Исмаел и Исак и денеска се тепаат во Израел, во сатански круг, и се обрезуваат и се тепаат. А Исус е дојден и го чекаме неговото второ пришествие, а тие не го познаат, дојде кај своите и своите не го познаат. Дел од нив се такви непријатели на Исус и на христијанството. Зашто има еден стих кој вели: пазите да не станете борци против Бога. Аврам без никаква основа за надеж, поверува со надеж дека ќе стане татко на многу народи, така што и да бараш од Бог. Прави го тоа со верба. Бог може се да направи, ако чекориш во неговата љубов. Такво ќе биде твоето потомство. И откако не ослабна верата негова Аврамова, поверува и затоа зборува. Ако имаш вера колку си наполо зрно и кажеш на оваа планина да стане и да се фрли во морето, таа ќе стане и ќе се фрли во морето. И кажувам на секоја планина што не е во Бог, од Бог во мојот живот, околу мене, во мене, во мојава земја, надвор, стани и фрли се во морето. И откако не ослабна верата негова, тој не помисли дека телото негово е веќе безживотно, зашто беше, речиси, 100 годишен. Значи Господ му рече: ќе имаш син. И дека утробата Сарина беќе беше безживотна и во ветувањето Божјо не се посомнева со неверие, туку остана со цврста вера и го прослави Бога. Наполно уверен дека тој е силен да изврши она што му го ветил. Затоа тоа му се сметаше за праведност. Иако повторно по своја волја Сара го натера и легна неколку години пред тоа со слугинката Агара и го роди Исмаел, кој се обрезува, во ден се обрезал со Аврам и денеска се обрезува и не го позна Исус. А потоа го раѓаат Исак, кој е
rod pozemno telo, pozemno vreme, po telo na Isus, steblo to, neli? Iako i to treba da go smetate kako nešto što treba za da razberete što znači po telo, a što znači po duh, бидејќи Бог е роден, Бог е тој што раѓа, роден по тело и роден по дух, се две категории кои треба да ги научи еден христијанин ако чита Светото писмо, кое му го оставил самиот Бог. Затоа тоа му се сметаше за праведност, но не само за него е напишано дека му се сметаше, туку и нам ќе ни се смета, и тебе ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите, Исус Христос, Таткото небесен, имаме Отец на небесата. Зашто еден стих се вели во псалмите: јас сум Бог твој, јас денес те родив, слава ти, Татко небесен, во името на Исус. Значи, и нам ќе ни се смета за праведност по вера, ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ, предаден и распнат за нашите гревови, на суд предаден и воскреснат за наше оправдание. Татко мој, ти благодарам што ми подари уште еден ден, што ми даде дар на верба, да поверувам во Твојот единороден Син Исус Христос, што ме усовршуваш во Твојата љубов, што ми даваш чисто срце, добра совест, нелицемерна вера, што непријателот што доаѓа по еден пат кон нас го гониш по 7 патишта од нас, што ангел испраќаш да ме обгрне, да не се сопнам од камен, што змија и отровница газам и лав изме убивам во Твое име, Исусе Христе. Покорен сум ти, Господи, му кажувам на сатаната: бегај од мене, сатан, од мојата земја, од мојот дом, од моето семејство, од моите родители, роднини, пријатели, телесни, духовни, деца, мојата сопруга, надвор во името на Исус. И кажувам на планината зло што се нафрлила врз мене, се што не е од Бог, стани и фрли се во морето, имам вера колку си напало зрно. Се што не е од Тебе, Татко мој, од Исуса прифаќам, се што не е од Тебе не прифаќам. Крвта Твоја свето положувам врз мене. Со двоостер меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз нас. Еден ке натера во бегство 1000. Собрани сме во Твое име, во името на Твојата љубов. И те молиме да ни дадеш мир, љубов, долгоденство, да им ги отвориш очите на нашите водачи и срцата и ушите да се покајат и да врвиме по Твојата светлина, по Твојата љубов, во Твојот мир, да не живееме во проклетство, во маки, во војни и да се обрезуваме понатаму. А Исус дојде, се вознесе на небесата, ги зеда нашите гревови и го чекаме второто пришествие, а тие се уште се обрезуваат и се тепаат меѓу себе. Војната не е ваша, туку е Божја, вели Господ Саваот, не со сила, не со меч, а со духот мој, вели Господ Саваот. Те молам за мојава земја, ти си ја запишал, ти си ја создал и оставам во Твоите раце, ти грижи се за неа. Се молам и за нашите водачи да се одврзат од прангите на сатаната, да се одврзат од врзаноста за мамон и за парите, да го продаваат народот за 30 евреници. Зашто не можете да им служите на Бога и на мамона? Македонија е избран сад, ќе изберам народ меѓу незнабожците кој ќе го прослави моето име, за да се шири светото Евангелие. Македонија е Исус Христова земја. И само Исус, човек што верува во Него, може да ја води. Инаку слеп води слепци и сите заедно одите во јамата. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Благослови ги Господе, Татко мој, во името на Исус, сите оние што ги слушаат овие слова, исцели ги нивните срца, нивните души, земи го нивниот терет, зашто тие да го носат кога ти си го земал. Дојдете при мене, сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Ете сме, Господе, доаѓаме при Тебе. Можеш и ти, брате и пријатели, да го избереш Исуса. И за секоја мака, за секоја грижа, препуштете му ја на Исус и молете се. Остави, како што Аврам му поверува и за него му се сметаше за оправдување, така и ти можеш да направиш, да предадеш се во рацете на Исус и велно и ништо не е твое. Се е од Бог. Се на овој свет е создадено од Бог. Дали е од падната природа од сатаната е друго прашање.
I zato dojde Isus. Sad ti pokaže patotna ljubav ta, patotna mirod, patotna vistina ta. Mir vam, Isuse, sine Davidov, smiluvajni se. Isuse, sine Davidov, smiluvajni se. Isuse Hriste, pomogni mi. Amin. Oče moj, prati Sinoć svoj da ne spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, son nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti. Tatko moj, prosto